Тежок инцидент по изборите во Свети Николе. Изборна прослава заврши со крвава пресметка на паркинг пред стамбената зграда на полицаец. Се почнало кога голема група на млади луѓе дошла пред неговиот дом да ја слави победата на нивниот кандидат во Свети Николе. Според полицаецот, освен што викале, младите почнале и да тропаат на ролетната од неговиот стан, да го скандираат неговото име, да му се закануваат и да го навредуваат, пошто тој излегол надвор. Кога излегов од влезната врата према ходнико, и кога ги прашав шо е проблемове, дечки, шо сме сгрешили толку, продолжија со навредување, со пцовки, се нафрлија на кај мене, почна да ме влечат према надвор од ходникот и почна да ме ударат, кои со раце, со топаници, со клоци. Избегав према паркингот, каде што имаше и таму многу возила и многу лица. Видов како мојот син истрча од влезот на зградата, почна да вика и почна да плаче, му се нафрли и на него. Почна да го влечат, почна да го тргаат на една страна, на друга. Во тој момент се исплашив за неговата безбедност. Силно викав по паркинго, бегајте, бегајте, и почнав да ударам по колите. Некој запалија колите, избега, некој замина во правец на другите улици, некој трчаа према нас, продолжуваа со ударање, продолжуваа со мавање, со тепање. По ова, полицаецот случајот сам го пријавил во полиција и со синот се упателе во полициската станица, но проблеми имало и овде. Кога наидовме на првата раскршница, повторно имаше 6-7 возила, патот беше препречен, блокиран, надвор имаше излезено 20 на пак младинци. Не можеме да поминиме таму, излегов повторно од колата и повторно му се обратив. Некој го скрши стаклото на моето возило, удрив по едно возило со цел за да ги избркам. Некој повторно избега, се ослободи простор, влеговме во возилото и продолживме со движење према полициска станица со поголема брзина. Според полицаецот, целиот настан не е случаен и влече корени од деновите на изборниот молк, кога тој бил дежурен. Бев на работа за време на изборниот молк и со останатите колеги превземавме некои мерки во смисла на растурање на летоци, во смисла на други подкупи, кривични дела. Работевме во текот на ноќта. Истата вечер ми беше кажано дека не си го погодил дено, не се работи на овој ден како ти што работиш, во понеделник ќе те нема, ќе видиш што ќе ти се случи. Мислам дека од таа причина, дали е он, дали е другите околу него, ги имаат организирано. Од СВР Штип го потврдуваат инцидентот и информираат дека истиот кај нив е евидентиран како нарушување на јавниот ред и мир. На 16 октомври, околу 10 минути по полноќ, во Свети Николе дошло до нарушување на јавниот ред и мир од страна на ОЦ, полициски службеник во полициската станица Свети Николе, кој не бил работно ангажиран, и група граѓани кои ја прославувале победата на кандидатот за градоначалник на Свети Николе. Повредени се повеќе лица кои побарале помош во медицинскиот центар Свети Николе. По настанот, полицискиот службеник сам се пријавил во полициската станица во Свети Николе. За настанот е известено основното јавно обвинителство Свети Николе и веднаш е вклучен одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР. Се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот.